Мудроста на нилските коњи од Петар Светина. Букет од Рими. Нилските коњи Хуберт и Марсел си седеа под чинарот и си фрлаат топчиња од кал во водата. Колку би сакал да составам некоја песна, рече Марсел. Може некако да ти помогнам? Праша Хуберт. А знаеш што е тоа песна? Рече Марсел. Мислам дека не знам, одговори Хуберт. Потоа тивко си седе и продолжија да си ги фрлаат топчињата од кал во водата. Песната ти е еден букет од Рими, објасни Марсел по некое време. Што е тоа Рима? Праша Хуберт. Рима е, да речеме, кревки тревки, одговори Марсел. А што е овде Рима? Кревки или тревки? Двете се Рима. Тревки се римува со кревки, разбираш? Аха, рече Хуберт. Сега разбирам. Напладне стана и му рекоа на чинарот. Па со среќа и многу успех. И си замина. Вечерта Хуберт тропна дома кај Марсел. Гледај, рече. Не знам дали ќе ти се допадне, ама успеав да направам една ваква песна. Хуберт во копитата држеше куп трева, млади кромитчиња, перцење од лукче, стракчиња прас, босилек и макдонос. Сите убаво стокмени во голем букет од кревки тревки. Ти си вистински пријател, рече Марсел и го покани Хуберт во дремната соба. Не знам дали некој друг би можел да направи толку добра песна, рече Марсел откако го изедо и последното ливче макдонос. Колку е широко летото. Хуберт и Марсел си стоеа во потокот под чинарот и гледаа во сонцето. Што мислиш, колку е широко летото? Праша Хуберт. Што знам, многу, одговори Марсел. А да го измериме? Праша Хуберт. Како ли се мери? Праша Марсел. Со метро и чадор, објасни Хуберт. Аха, рече Марсел. Имам чадор. Јас имам метро, рече Хуберт. Следниот ден го зедоа чадорот и го боднаа до потокот, па му измерија сенката. Го измерија и следниот ден, па третиот ден и така повеќе денови. Мереа допладне и попладне, се потеа и потеа од мерење. Мереа без престан. Тогаш врз чадорот падна капка. Почува да врне, рече Марсел. Летото заврши. Тогаш сме завршиле, рече Хуберт. Јас сум многу изморен, рече Марсел. Сега можеме да се одмориме. Колку измеривме? 217 метри и 45 сантиметри, рече Хуберт. Па сега конечно знаеме колку е широко летото, рече Марсел додека под чадорот си одеа кон дом. Дали си задоволен? Да, рече Хуберт. По некој време додаде. А колку мислиш дека е висока зимата? Слика со пријателите. Нилскиот коњ Хуберт стоеше пред ателието на пеликанот Лудвиг. Лудвиг, дали би ми насликал слика? Праша тој. Да, рече Лудвиг. Што сакаш да ти насликам? Пријателите, одговори Хуберт. Кои пријатели? Праша Лудвиг. Сите, одговори Хуберт. Сите ако може. На една слика. По една недела Лудвиг ја заврши сликата. На неа беа сите пријатели. Нилскиот коњ Марсел, слоницата Кармела, крокодилот Ричард, зебрата Танами, жабокот Зограф, бабунката Максимилијана, пеликанот Лудвиг. Баш сите. Колку убава слика, рече Марсел кога отиде на гости кај Хуберт. Ќе ти помогнам да ја закачиш. Хуберт побара клинче, а Марсел си ја стави под кованата ракавица. Познато е дека нилските коњи не ги забиваат клинците со чекан, туку со подковица. Каде? Праша Марсел. Овде, покажа Хуберт. Марсел го намести клинчето и замавна. Бам! Ѕидот се проби. Се отвори голема дупка. Уха, рече Марсел. Ти го скршив ѕидот. Уште еден прозорец,
рече Хуберт. А каде гледа? Хуберт ја вовре главата низ дупката. Низ отворот се гледаше патот по кој си врвеше слоницата Кармел. Здраво, Хуберт, рече му мама. Тогаш Марсел рече, наместо слика може да си имаш дупка во ѕидот. Така секогаш ќе можеш да си ги гледаш пријателите кога ќе поминуваат по патот. Да, рече Хуберт. Всушност, пријателот што поминува пред куќа на бабата стика. Стиката од пеликанот Лудвиг си доби место на полицата со книги. Доколку сакате да ја прочитате книгава, можете да најдете во продажните места на Книжарница 3.